Веќе можеме и официјално да ја посакаме добри дојде на Рита Колумбија, постојана координаторка на Обединетите нации во Македонија. Ќе ви посакаме добро утро и ќе кажам дека се радувам што ќе имаме можност да разговараме за се она што сработивте изминатава година, за тоа што вашиот мандат започнува септември 2024, па што е она што идно планирате, но еве, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Па првото прашање нека биде во однос на тоа како ќе се одбележи денешниот ден на Обединетите нации. Good morning. Thank you for giving me this opportunity to say happy UN Day to everybody. Да кажам и да посакам среќен ден на Обединетите нации на сите. Денес е официјалниот ден на Обединетите нации и во Северна Македонија ќе се прослави на 7 ноември. Поканети сте да ни се придружите во нашата прослава на 7 ноември пред 80 години. Преќе прославуваме 80 години. Пред 80 години беа воспоставени Обединетите нации од денешните земји членки. И сакам да споменам дека Северна Македонија во тој период беше една од првите земји што исто така ја потпиша повелбата на Обединетите нации. Ова прослава е и за сите македонци. Ова е празник за сите македонци, денот на Обединетите нации и сите ние сме Обединетите нации. Да, секако вие ја презедовте функцијата како што споменав минатата година во септември, па кои беа вашите идеи и приоритети кога дојдовте во земјава и дали откако веќе сте тука по долг престој се променија на некој начин од она што можете да го видите во нашето секојдневие? Една година секако е кус временски период. Кога за прв пат дојдов, или минатиот пат, кога бев во Северна Македонија, беше во 2000-та година, значи пред 24 години тогаш. Земјата е сменета, драматично, така да можем да видам дека голем развој се случил во земјата и исто така јас гледам другата страна, дека повеќе млади луѓе напуштаат земјата, што според мене е навистина тажен тренд. И тоа треба да се смени. Младите би требало да останат во земјата, да продолжат да ја градат Северна Македонија, да продолжат да инвестираат во Северна Македонија. И тоа го земав како личен мандат, би рекла. Да ја поддржам владата и општеството и младите во Северна Македонија за создавање на можности за младите луѓе. Да продолжат да живеат во земјата, да ја градат, да ја развиваат. Да, младите можат да патуваат, да студираат во странство, но и да се вратат со новото знаење и да го инвестираат ова ново знаење во просперитетот на сопствената земја. За мене исто така важно е прашањето на родова еднаквост. Ова се всушност еднакви можности и за момчињата, и за девојчињата, и за мажите, и за жените. Почнувајќи од најрана возраст, да, ако ги погледнеме статистиките, девојчињата во Северна Македонија имаат иста стапка на посетување на училиште како момчињата. Во некои случаи дури повисока е стапката кога станува збор за високо образование, но кога станува збор за самото вработување, можеме да забележиме дека учеството на жените на пазарот на трудот е помало од мажите и секако има одредени објективни причини за ова. И сметавме дека сите треба да направат избор и сите за себе донесуваме одлуки, но различна работа се правата. Правото на образование, на здравство, на здравствени услуги, на вработување, достојна работа и повторно си помислив, и ова е моја лична заложба, да се убедам и да продолжам да ја зајакнам родовата еднаквост во земјата и жените да имаат исти прилики и можности како мажите, без разлика колку години се, без разлика кој ниво на образование го имаат, без разлика на тоа колку деца имаат, каде живеат и од која етничка група доаѓаат. Тоа за мене е многу важно и тоа е всушност и суштинското прашање на Обединетите нации. Универзалната повелба за човекови права, која што исто така ја прославуваме.
Да, секако можностите за младите, како и родовата еднаквост е нешто кое што е постојано во вашите програми, односно главна тема на некој начин, па моето прашање во однос на тоа би било дали заостануваме во споредба со регионот, со сите овие работи кои што пред малку во претходниот одговор ни ги наброивте. Знам дека сите сакаме со некого да се споредуваме, но велиме споредувате се со себе си. Споредете се со вашето минато и потоа видете каде ќе се движите во иднина. Бидејќи јас лично никогаш не би ја споредила Северна Македонија со било која земја во светот, бидејќи Северна Македонија е уникатна. Исто како и другите земји е уникатна, има сопствена историја, култура, наследство. Затоа порадо би ја споредила Северна Македонија со таква каква што беше пред 20 години. Со она што е денес. И можеме да видиме дека има многу позитивни случувања во земјата. Дури и во изминатата една година, додека јас сум тука. Така да веќе забележувам големи достигнувања. Например, Северна Македонија е првата земја во регионот која што постигна решавање на бездржавјанството, што беше наследено од поранешна Југославија. Значи, ова е големо достигнување и мислам дека ова е нешто на кое што луѓето треба да се гордеат. Така денес се наоѓаат на подобро место отколку што биле вчера и се надам дека во иднина ќе бидат најдобрите. Новата рамка за соработка за 2026 година, па се до 2030 е готова. Што е она што е ново во таа стратегија, на што ќе бидете фокусирани, како ќе обликува работата на Обединетите нации во земјава? Кога ќе започнеме да зборуваме за рамката, малку бирократски јазикот ни стана, бидејќи толку многу работи сакаме да завршиме, што станува како еден документ. Но ајде да го сменам нивото на лично ниво. Да, ја завршивме 5-годишната претходна програма за сите агенции на Обединетите нации и во периодот кога беше развиена оваа програма беше поинаква ситуацијата, не само во земјата, во регионот, туку и во целиот свет. Така да можете да видите дека во 5 години геополитичката ситуација во светот е драстично променета. За жал имаме повеќе предизвици сега отколку што имавме пред 5 години. Исто така, во овие 5 години, кои што ги проживеавме низ оваа програма, имавме пандемијата со COVID-19, што ни дојде како изненадување за сите и моравме да ги реконструираме, репофилираме и репрограмираме нашите активности. Но со сите овие несигурности со кои што се соочивме во изминатите 5 година, навистина сум горда на тоа како нашето семејство на Обединетите нации работеа во Северна Македонија за сите достигнувања и сите иновации со кои што ја поддржаа земјата. Например, сакам да споменам, една од тие е инструментот за зелено финансирање и неговиот проект. Ова е иницијатива започната со 3 агенции со поддршка од владата. Значи UNDP, програмата за развој на Обединетите нации, Меѓународната организација за миграција и UNEC, тоа е економската комисија за Европа на Обединетите нации. Тие заедно соработуваат со ЕБОР, што е Европската банка за обнова и развој, за да помогнат малите и средни предпријатија да започнат или да им се помогне на стартапите. Тоа се воопчено млади луѓе кои што ги формираат таквите стартапи и домаќинствата со ограничени приходи исто така. За сите овие да можат да користат енергетски ефикасни ресурси. И вклучени беа комерцијалните банки и приватниот сектор. И за ова, заради ова сега повеќе луѓе во земјата ги користат овие решенија што се енергетски ефикасни, кои што всушност придонесуваат кон намалување на загадувањето на воздухот, што е еден од најголемите проблеми во Северна Македонија. Исто така ова помага за да се користат повеќе обновливи извори на енергија, да се намали загадувањето на воздухот, што исто така ги облажува и климатските промени. Но и многу други нешта се постигнати од Обединетите нации во поддршка на владата, секако заедно со граѓанското општество во однос на образованието. Имаше
недавнешно законодавство што беше ревидирано на оваа тема, како и родовата еднаквост, исто така, на ниво на политики. Како што веќе споменав, се реши без државјанството, на што работеше УНХЦР, така да многу нешто се постигнати. И сега секако гледаме што можеме поинаку да направиме и како можеме подобри да бидеме во тековниот контекст со кој што се соочуваме денес. Да, секако тоа е едно и од следните прашања во однос на кои се механизмите што ги користите за да го оцените успехот за досега реализираните проекти и завршената работа, па според тоа се наметнува и прашањето колку лично сте задоволни. Да, мора се да мереме, инаку не би можеле да докажеме дека било што е направено, нели? Обединетите нации имаат доста ригорозен систем на следење и евалуација и се документира и за се известува. Има систем што се нарекува UN Info, кој што е отворен за сите чинители. И всушност земјите членки кога сакаат да погледнат како работи тимот Обединетите нации во било која земја, може да го отворат овој тим и да го отворат овој веб сектор и да проверат. И имаме многу индикатори кои што се усогласени со целите за одржлив развој и нивните индикатори што Северна Македонија ја носи на исто ниво со останатите земји. И тука можеме да споредиме, можеме индикатори да споредуваме, но не можеме да споредуваме дали земјата е најдобра или не, нели? Со индикаторите да, можеме да видиме какви се трендовите. Можеме да видиме како трендовите се подобруваат во образованието, например. Може да видиме како трендовите се подобруваат во обработувањето, можеме да видиме како се подобруваат во многу други аспекти. Но, повторно, имаме ниво на земја, ниво на регион и глобално ниво на системот на отчетност. Исто така и помагаме на владата тука во Северна Македонија на некој начин да го заекне сопствениот систем за мерење, например статистичкиот систем. Соработуваме со Државниот завод за статистика, со министерствата да им помогнеме да го подобрат со својот систем за известување и за прибирање податоци, што е неверојатно значајно за креирањето политики, бидејќи политиките мора да се креираат врз основа на докази, тоа соодветни докази, и затоа собирањето податоци е значајно и на земјата и помагаме да се осигури дека податоците што ги имаат се веродостојни, точни. Исто така и сопствените податоци ги подобруваме и сега во добата на вештачката интелигенција, исто така може и дополнителна помош да добиеме од вештачката интелигенција, да се осигуриме дека немаме само сувопарни бројки, туку и визуелно може да видиме што значи ова во животите на луѓето. Од неодамна отпочнавме собствена контролна табла за Северна Македонија со клучни индикатори за спроведување на целите за одржлив развој. Значи, ова е само за рамката за соработка на Обединетите нации, меѓутоа можеме да согледаме визуелна графика, визуелен преглед и да разбереме каде се наоѓаме во моментот во однос на целите што сме ги поставиле, каде сакаме да бидеме и каде се наоѓаме сега во моментот. Да, значи се случува тоа и сакам да го пофалам Државниот завод за статистика. Навистина мислам дека одлично си ја вршат работата. Навистина вложуваат се од себе да ги проверат податоците и соработуваат со голем број од агенциите за податоците кои ќе бидат категоризирани. Значи имате расчленување по род, по старост, по регион, што точно дава информации за тоа кој е оставен, кој можеби заостанува, извинете, навлегов во технички аспекти можеби. Да, секако имате полна агенда во однос на проектите кои што допрва треба да ги работите и планирате работа, меѓутоа она што следно би сакала да
поразговараме, односно од вас да слушнеме, е вашето лично искуство тука во Македонија. Споменавте на самиот почеток дека не доаѓате прв пат и во овие 20 на години навистина многу сме се промениле. Од ваша дистанца тоа изгледа така, па еве, нова втора враќање, една година сте веќе тука. Дали ви се допаѓа нашето секојдневие, што е она што може би сакате да промените во однос на менталитет и начин на живот? Па пред се, навистина ми се допаѓа тука да бидам искрена љубов имам, не сум само дипломатски настроена, навистина уживам да сум во Скопје и навистина ми се допаѓа каква природа има земјата, прекрасно и посакувам многу луѓе од цел свет да можеат да дојдат во Северна Македонија да ја видат. Имам пријатели од Саудиска Арабија, на пример, каде што имав мандат пред да дојдам тука и кога им испраќам слики од планините, од различни културни места, тие ми велат: "Еј, колку е прекрасно, сакам да дојдам тука, како да стасам таму?" Така да земјата е многу богата со историја, со природни богатства и за да биде отворена кон остатокот од светот, мислам дека тоа ќе донесе препознавање и економски развој. Исто така се надевам. Значи инвестициите во туризмот, во културата, во културното наследство, мислам дека ова се дел од навистина важните области за земјата, за таа да напредува. Исто така, според мене, ова ќе им даде на македонците чувство на припадност, особено и на младите луѓе. Чувство на припадност, ова е мојата држава, чувство на гордост. Горд сум што сум тука, горда сум што сум тука. Тоа е тоа што сакам да го видам всушност. И да, би сакала Северна Македонија да стане најдобра во се. Вклучувајќи и промовирање на кујната македонска, која што е исто така многу богата. Ви благодарам многу што утринава издвоивте време и што бевте наша гостинка. Се надевам дека ве пречекавме убаво и дека добро си поминавте, а исто така се надевам дека ќе имаме прилика и во иднина да се видиме повторно, да пренесеме што она што веќе сте сработиле и што носи успех во Македонија директно од Организацијата на Обединетите нации. Многу ви благодарам. Тоа беше разговорот со Рита Колумбија, постојана координаторка на Обединетите нации во Македонија по повод 24 октомври, денот на Обединетите нации.